Што ти излета од уста, па јас ке ти кажам што знам. Што ми излета од уста мене? Керко, ние сме на иста страна, глупачке. Мора да знаеме што се случува во куќата, за да не настрадаме ние. Зошто да настрадаме? Ај, што може да се случи? Само Господ го знае тоа. Ајде, сега кажи што криеш. Ајде, однеси го. Каде ме носиш? Ме носиш да ме убиеш? Не сакаш ни да ти должат, ниту да должиш некому. Те изневерив. Многу ме интересира што очекуваше. Што требаше јас да направам, а? Се омажив? Да заборавам што видов? Животот на брат ми зависи од тоа, па требаше да седам мирно. За да не им се случи нешто на луѓето што ги сакам, на брат ми, мене, требаше да го слушам секој твој збор, господине Ферхат, и да ја прифатам судбината. Што да кажам, тоа го очекуваше, нели? Кажи, ајде, кажи. Многу зборуваш. Да ти кажам јас нешто. Не еднаш, да умрам 1000 пати. Такво нешто ниту би кажала, ниту би помислила. Така ли? Така. Така значи. Со солзи ме молеше да не те убијам. Што се случи? А, што се случи? Кога стана толку бестрашна? Точно. Те молев да не ме убиваш. Ама ете, дури и ако на хартија сум ти жена, да се биде крај тебе голема казна. Може би затоа сум станала толку бестрашна, кој знае? И јас не сум толку среќен што сум женет за тебе. Тогаш не биди. Уби ме. Уби ме. Зошто не ме убиеш? Не ме убиваш, ете. Знам јас зошто не ме уби ти. Господин Шахин, Пазли и Ферхат влегоа во кола и излегоа од дома. Што сакате да направиме? Секако, господине, по ваша наредба. Што вели? Ликвидација вели. И двајцата ли? Фино, убаво зборуваш ти. Ама твоите зборови се празни и без смисла. Ама убаво звучат. Убаво. Не знам да зборувам на твојот јазик, Ферхат. Ке научиш. Немам намера. Ке видиме. Ете, ти така го живееш животот, да биде се по твое. Ама за жал животот не е таков, не може да биде така. Што знаеш ти за животот? Сигурно повеќе од тебе. На вистина? Секако. Кажи. Што знаеш, што? И да ти кажам, ти не би разбрал воопшто. Обиди се. Ајде, обиди се. Да ти помогнам ли? Те молам. Додека брат ти полицајецот за 5 пари ловел кратци, ти си била затрупана со книги, така ли? Не ти фалела ни чинија за чорба, ни друга удобност. Зошто? Знаеш ли зошто? Од тебе барал само едно. Да учиш, да станеш доктор, и стана. И онака кога си ја нурнала главата во книгите си имала 18 години, а кога си ја кренала главата си имала 30. И многу нешта знаеш за животот. Едно е да се учи, друго е да се живее. Чудно. Навистина чудно. На човекот кого попрво би го удавил во чаша вода, туку што му изрецитира стихови за пофалба. Ако заслужува, нема да му ја ускратиш почитта ни на непријателот.
Што се случува? Вози малку побавно, што се случува? Не забележа. Кои се овие? Што се случува? Наведни се. Кои се овие? Што се Наведни случува? се. Држи го воланот. Како да го држам? Држи го. Ферхат, што се случува? Што се случува? Пукај. Што да правам? Како? Пукај. Не излегувај со главата. Полека. Са! Се уште ли се зад нас? Што сакаат овие луѓе од тебе, Ферхат? А, Господи, спаси ми го животот! Излези. Трчај.